Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Следната наша легенда, и не треба многу да ја представувам, се работи за еден фудбалски тренер, селектор, поранешен фудбалер, Никола Илиевски Джиджи. Самото име, кога ќе го кажам, веќе знаете кој и што е Джиджи, а со него ме врзува еден пријатен момент, можеби еден од најпријатните мои моменти во коментаторската кариера, оној надпревар во Саутемптон во 2002 година, кога Англија и Македонија во квалификацијски надпревар ремизираа 2-2 и кога Шакири од оној корнер го постигна голот, а на голот на англичаните беше Симан, кој потоа веќе не забрани за англиската репрезентација, а селектор беше Ериксон, па и тој ја доживеа истата судбина. Значи, Джиджи беше малерозен за две големи фудбалски имења. Шакири. Шакири, гол! Гол! Води репрезентацијата на Македонија. Каков фрезантен удар! Ова беше вистинска уметност. Шакири. Шакири во 11-та минута. Суден туш на стадионот Сент Мерис. Води репрезентацијата на Македонија. Ериксон. Не знам што мисли сега. Навистина ова беше прекрасен момент за нас македонците овде. Погледнете каков гол на Шакири. И сега Шакири. Шакири може и да шутира. Се обиде. Сега нова шанса за нашата репрезентација и гол! 2-1! Стрелец Вачо Трајанов. 2-1! 24-та минута. Каков надпревар на Сент Мерис. Зарем некој го очекуваше ова? Водиме со 2-1. По водството од 1-0 изравнување 1-1. Еве сега 2-1. Па еве Джиджи добро дојде во емисијата посветена на македонските спортски легенди. Постарите љубители на фудбалот те знаат, се сеќаваат од оние поранешни времења, кога како голем талент ја почна својата кариера во Вардар. Помладите веројатно се сеќаваат и го прераскажуваат, а може би и го гледаат тој надпревар со Англија, кој беше еден од најдобрите на нашата репрезентација. Па сега јас да не должам многу на почетокот, кажи ни ти за почетоците, за твојата кариера. Го спомна Вардар. Вардар беше магнет за сите скопски деца во тоа време. Сите сакаат да заиграат во Вардар. Ти отиде, заигра и како течеше твојата кариера? Добар ден, благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Во раните 67 година, значи во едно селектирање каде што имаше 300, можда и повеќе кандидати кои сакаа да го облечат дресот и кои сонуваа за дресот на Вардар, ја имав таа среќа да бидам селектиран во тие 40-50 играчи и морам да кажам дека тогаш селектирањето го вршеше Ванчо Трпевски, популарно Чукаре, како што милувавте вие постарите да го викате, ние не смеевме тогаш такво нешто. И секако дека во една комисија поширока беа Часлав Божиновски, Дончевски, Шулинчевски, Мирко Илиевски, значи врвни бивши играчи, легендите на Вардар и македонскиот фудбал. Така и тренери во моментот, значи во Вардар во разни категории. Значи тука се моите почетоци се до 74-та година, низ младите категории, значи јас сум на некој начин ја имав таа среќа да бидам во 3 генерации фактички. Значи со 3 генерации. Генерацијата пред мене на Груевски, Зубац, Бранко Крстевски, Билбиловски, Андреевски, значи тоа се 2 години постари од мене, па после тоа доаѓа генерацијата со мене од Жаков, Ѓоре Јовановски, Мицевски, Тргачевски, Аца Новачич, Џони Тодоровски. Тоа е една генерација и доаѓа онаа генерација после нас, каде што јас и таа генерација ја на некој начин им ја предадов улогата да настапуваат во младинскиот тим. Љупче Георгиевски, Владко Димитровски, голманот Љупчо Димовски, значи тоа се играчи кои надоваѓа од онаа помлада генерација. А тие 3 генерации ги врзуваше, мора да споменеме и Методија Спасовски, кој
беше мето под тамо почетокот на 60-тите па до 72-та, 3-та, 4-та. Така е. Постојано беше тука во Вардар. Кога го спомнавте мето, значи би кажал дека за сите оние кои имавме сон да заиграме еден ден во дресот на Вардар на позиција лево крило, имаше голем пех затоа што на таа позиција беше еден од најдобрите играчи, можда меѓу 5 најдобри играчи во Југославија во тоа време, Методија Спасовски. Значи и генерација пред мене, Тане Билбиловски, јас, по мене Баже Лазаревски, значи сите тројца не добивме овој можност ради стварно, значи Мето Спасовски Како Мето што не доби шанса во југословенската репрезентација бидејќи Џајич беше. Токму така, меѓутоа јас тука ја гледам и славата на политика и креирање на луѓето во Вардар да најдат нови позиции на тие играчи, затоа што сите тие имаа на некој начин способности да играат да, играчи со потенцијал, а никако да Јас, например, бев влюбеник во играта на Драган Џајич и затоа и сакав да играм на таа позиција на лево криле напаѓач. Меѓутоа, мојата права позиција била везни играч. Значи, јас тоа го видов и го потврдив низ игрите во оние клубови кога си заминав од Вардар, а посебно во второлигашката конкуренција тогаш на Југославија, во Приштина, Раднички, овој Пирот. Љубителите на фудбалот видоа дека доаѓа една нова звезда, да речам, фудбалска, меѓутоа не блесна со сиот свој блесок како што очекуваат тие љубители. Што беше причината за тоа, Џиџи? Еве ти да ни кажеш, зашто во фудбалот и фудбалскиот живот не е толку едноставен и лесен како што многумина замислуваат. Доаѓаат и повреди, доаѓаат и некои непријатни моменти, па човекот се бори со самиот себе, размислувајќи дали да продолжи или не. Што беше проблемот со тебе? Она што го кажав пред малце дека не се водеше грижа за младите играчи и мислам дека Вардар многу лесно ги испушташе сите оние таленти. Во секоја една генерација имаше минимум 5 до 8 играчи квалитетни што можеа да влезат во првиот тим. Се случи, значи, во моја 18-та година, кога играв овој надпревар за еден комбиниран тим против Тетекс, каде што победивме 5-1, каде што јас бев стрелец на неколку голови. Ја добив таа шанса многу случајно, се подсетам, Кочо Димитровски беше болен и на таа позиција ме ставија да играм јас како леви везни за прв пат. Значи во мојата играчка кариера одиграв мощно солидно, можам да кажам и доста добро, меѓутоа се случи пред крајот на надпреварот да направам еден клизачи старт, што е несвојствено за мене како напаѓач, и дојде онаа повреда, значи на левото колено, и имав големи проблеми во текот на целата следна година, меѓутоа морав да играм на некој начин. Тренерите секогаш ме ставаа во тимот, дали беше тоа Шулинчевски, дали беше Дончевски, посебно Дончевски, на кого му требав како гол играч, односно играч кој може и индивидуално да го реши надпреварот. Затоа што во тие категории бев сигурно доста супериорен во однос на моите врсници. Тоа го докажавме и со многу игри на турнири надвор, како фудбалска екипа Вардар, како младинска екипа. И се случи таа повреда, и тоа беше 72-та, и јас до 74-та, значи мај месец, каде што требаше да настапам на прволигашки надпревар, да дебитирам со Хајдук, меѓутоа, за моја несреќа, 2-3 дена пред тој надпревар, случајно го погодив со фудбалот во повредената рака тогашниот прв тренер Часлав Божиновски, и тоа беше за мене, значи, изфрлање од првиот тим. Се случи таа повреда, направив операција, заминав во војска, мислејќи дека таа година што ќе ја загубам во војска да го решам тој голем проблем за мене, и меѓутоа, ете, за моја несреќа, операцијата беше неуспешна. Јас само после 7 месеци морав да заминам кај доктор Буџевац, тогаш
можда најдобриот лекар Да, сите фудбалери апсолутно кога се доаѓа од работеше цела Европа, значи за менискус, за колено беше токму тој. така. Он беше за менискуси, како што беше нешови за препони, отидов, ме оперираше, после операцијата ми кажа дека имам тешка повреда и дека треба да се отвора цело колено фактички. Меѓутоа не се одлучив да го отворам, ми рече затоа што можно е да престанеш да го играш фудбалот, пробај вака и се до крајот на мојата фудбалска кариера јас фактички загубив 2,5 години до враќањето на зелениот терен. Тоа е голем Долг период е апсолутно и тоа со две операции каде што имав големи проблеми за да се вратам. Немаше тогаш значи нити такви можности да се брзо опорави, нити беше технологијата таква да може за 30 или 40 дена да се врати на терен, значи мене ми треба цели 2,5 години за да се вратам. И секако дека тоа беше најголемата причина за моето фактички од активното играње. За мојот неуспех, односно она што го очекува од мене луѓето, а може тука би требало да го нагласам и тоа дека 71 на турнир во Белград добив директно понуда од Црвена звезда, од Милјанич и раководството на Звезда, тогаш да останам во Белград како младинец со 16,5 години, меѓутоа јас Вардар многу го сакав, а посебно го сакав покојниот Петар Шулинчевски кој ми беше тренер и од кого највише научив. Едноставно неговите зборови беа: Джиджи, остани во Вардар, ќе бидеш играш во Вардар, ќе бидеш големо име и презиме во Вардар и јас би те замолил, значи со твоето заминување јас ќе загубам многу во Вардар. И останав ради тоа што стварно го сакав Вардар и го почитував многу Петар Шулинчевски. Можда тоа се преломни моменти во мојата играчка кариера. Инаку се сеќавам тогаш бев во Нова Македонија и кога ќе пишувавме новинарите, велевме дека често има две фудбалски звезди, два талента во тој период, ти и Лазар Мојсов. Меѓутоа и двајцата како да имавте иста судбина. Лазе, кога очекувавме да заигра, тој беше третиот од браќата Мојсови, Илија беше најстар, тој прв играше на бековска позиција, после Сократ Мојсов, за Сократ и да не зборувам. Сите љубители на фудбалот одлично го знаат оној негов скок над сите фудбалери и гол со глава, беше навистина страв и трепет тогаш на југословенските фудбалски простори. И третиот беше Лазар Мојсов, за него велеа дека е најдобар техничар, најдобро владее со топката, тој ќе ги надмине двајцата браќа и тој со Джиджи беа најголеми таленти, ама од тие двајца таленти Лазе па нешто и одигра. Меѓутоа не врзува дека бевме комши во автокоманда, значи карши живеевме на 30 метра. Многу добро ги познавав и посебно Лазе, кој е од мене 7-8 години постар, за Илија да не зборуваме. Иначе, значи не врзува тоа од автокоманда, можда и затоа не сме успеале ни едниот ни другиот. Веројатно нешто носиме во себе. Не сте требале да заиграте за Скопје, тогаш миг, па може ќе одела кариерата. Токму така, имаше и такви комбинаторики, Дончевски им велеше на Часлав и на Шули. Да се калат. Дајте, оставете го, нека иде во МИГ, тогаш втора лига МИГ, тоа е значи 71-втора година, нека се кали, он ги надминал овие генерации, значи во секој време дава 2-3 гола, не е проблем за него, меѓутоа му треба појаки, поснажни момци да осети што е сениорско надпреварување, меѓутоа не сака да ме пуштат за да не дојде до некоја повреда. Знаете, така водеа грижа, значи посебно Часлав и Шулинчевски. Шули не кеше да чуе, значи имаше 2-3 комбинации така да заминам негде во второлигашка екипа, меѓутоа не ме пушти и едноставно останав. После тоа дојдоа повредите и се случи тоа што се случи. А да кажам дека имавме стварно добра младинска екипа, тоа е оваа слика, значи на Вардар. Добро, оваа слика ќе покажиме и подоцна, ќе може гледачите да ја видат, а добро би било ти да не подсетиш, еве, зашто го кажам ова? Значи ова е, значи тоа се Тодоровски, Новичич, Пирински, Тасевски, Тргачевски, значи Баже Лазаревски,
Георгий Јовановски, Љупче Георгиевски и јас. И Новичич, како голман. Што сакам да кажам? Оваа генерација, 73-та година, на еден турнир во Германија, кога Борусија Менхенглава стана во сениорска категорија првак во Европа, во ова денеска што е Лига на шампиони, значи тогаш беше Лига на прваци или Куп на европски шампиони, ја викавме Куп на таа европски лига. шампиони, и тогаш со Симонсен, предводени од Симонсен, значи ја изфрлија Звезда во полуфинале или четвртфинале и стана европски прваци. Истата таа година на турнир во Мецинген, ние ги победивме младинците на Борусија Менхенглова 7-1. Значи стрелци на голите Ѓоре Јовановски 3, јас 3 и Мицевски 1. Значи одигравме еден надпревар, просто не им се веруваше. Ѓоре што играше тогаш? Бек или отиде напред? Значи со Ѓоре се правеа повеќе експерименти и како задни везни, и како десни везни, и како центарфор. И на крајот фактички овој Ѓоре Јовановски во првата екипа стартува како бек. Иначе сега од тебе слушам дека Ѓоре играл и центарфор. Да, Ѓоре имаше овој тркачки способности, никогаш не се откажуваше и на загубен дуел, да. И ретко ги губеше тие дуели кога ќе влезеше во дуел со противнички играч. Иначе десни бек во таа генерација играше Жарко Оджаков, кој покасно играше во нападот како везни играч, пак ради неговите способности, овој тркачки способности. Добро, кажавме, немаше среќа во играчката кариера, иако беше талент и беше тука на вратата од првиот тим. Добро, толку така. Може би овој момент со Часлав што се случил, да заиграше против Хајдук на тој надпревар, ќе беше поинаков тек би имала твојата кариера, но апсолутно, сигурно дека ќе беше така, меѓутоа јас кажав, после тоа заминав во работнички, Тетекс, па бев во Втора Југословенска лига во Приштина, па исто така, значи морам да напоменам дека во Приштина беа со мене Алберт Цветинич, Љубомир Рајчевски, Ристе Јосифовски, значи бевме 4 играчи од Скопје, од Македонија. Во Раднички Пирот, од Раднички Пирот заминав во Касторија, во прва лига во Грција. По враќањето одлучив да играм во Охрид за да завршам туризам, меѓутоа туризмот не ги завршив, меѓутоа завршив добра работа, постигнав 18 гола и го спасив Охрид од испаѓање таа сезона. И така мојата кариера Мирко Илиевски, кога многу го ценев и како играч и како човек и како тренер, ме повика да му бидам помошник, можда и на некои надпревари да одиграм за маđари, затоа што бил презафатен во работата која имаше во Вардар. Тогаш ја водеше томболата, мислам, беше бингото шеф. Во трговскиот центар, и истовремено беше и тренер во Вардар во млади категории и тренер во маđари. Значи едноставно немаше време и ме повика и така фактички мојата кариера тука заврши, имав една несреќа, значи имав дупли прелом, двоен прелом на десната нога. Загубив дури повеќе од година дена опорување и моје прво враќање беше фактички тренер во маđари, каде што бев една година. После маđари веќе почнувам во работнички и натака оди мојата кариера во другите клубови. Интересна работа, ова повредите многу те следеа. Во кариерата имам 7 операции. Значи првите 3 операции беа до 19-та година, значи 2 пати менискус и десната рака. При еден пат падна играчот врз мене, нема време да ја извадам и раката ја скршив, така да тоа се значи кој што вели народот, мачено дете си. Па добро, Дончо знаеше да каже, дете да немаше вика стаклени ноđења, ќе беше вика можда и најдобриот играч на сите времиња во Вардар, меѓутоа тоа е тоа. Тоа било поминало, меѓутоа... И сега одиме на тренерската кариера. Меѓутоа, во еден разговор со Дончо... Со заменување на Мирко. Да. Фактички тамо почнав, ми беше дадена можност и шанса да работам како тренер. Сушност беше Мирко, ама и ти, Мирко почесто на другиве работи, а ти во маđари. Токму така, значи, после таа година дена помината во маđари, каде што од мене бараа само опстанок, ние бевме на крајот втори, Балкан беше прв и влезе во Македонска лига, тогаш беше тоа меѓурегионална или 5-та лига во Југославија. И мојата работа од година дена во маđари, многу брзо ја видоа луѓето од работнички, добив понуда да му бидам
прв помошник на Јово Никушев, прифатив. Јово Никушев беше шеф на стручниот тим, ја бев прв тренер, значи јас работев со екипата, Јово беше од страна, се што треба, вика, јас тука сум, ќе ти помогнам, добро си работиш со екипата, вика, уживај, нема потреба јас да влегувам внатре, имаш подршка, така и почнав на некој начин во Колку време остана таму? Во работнички останав година и пол дена, значи и она генерација каде што многу брзо може да се види на оваа слика, каде што се Љупчо Димовски како голман, Петревски, Каратошев, брајката Стојановски, брајката Бојчевски, Танчевски, Мицевски Ванче, Поповски Владче, на познатиот фудбалер Чик Поповски, Живко Поповски, да. Чик, синот беше негов и капитен на екипата. Значи тогаш јас стартував и следната година веќе се откажа Јово Никушев. Јас за помошник го земав Баже Лазаревски, бевме генерација и многу го почитував. За мене Баже беше еден од подобрите играчи што воопшто сум ги видел во младинските категории, да не речем, а и покасно. И после таа година и пол дена, значи, оваа екипа, да не речем, скоро сите си замина, Ванче Мицевски во Пелистер и Танчевски, Каратошев у Вардар, Карамфиловски замина во Македонија, Ѓорче тогаш, мислам дека баш беше и Македонија или Југококта беше уште, и така се осипа тимот, меѓутоа, во тоа време беше председател на Фудбалската федерација на Југославија Томче Филиповски и за прв пат 7 играчи од младинците на Вардар заигра. Значи тогаш заигра и Гигец во Саша Игор Николовски, да. Значи и многу други млади играчи, тогаш и Злате Тодоровски, Шкрапе и многу други, да не ги Горан Јаневски и да не ги споменувам сите. Значи една млада генерација каде што јас се здобив со можност да работам со млади играчи. На полусезоната бевме четврти и морам да кажам, во еден момент ме праша поранешниот министер, тогаш беше само Каевски, уште беше Југославија, зашто еден играч игра на позиција центар халф, го прашав дали играл фудбал, ми рече не, јас играв ракомет, нема што да разговарам со вас, значи вие може да зборувате за ракомет, за фудбал не. Еве има тука Томче Филиповски, Чочков, значи има играчи со кои може да разговарам на таа тема. И го напуштив клубот, отидов во Куманово, кој беше со 2 бода на полусезона, ги остави во лигата, низ бараш над преварите со Крива Паланка, односно со битолскиот клуб каде што играше и Тони Мицевски тогаш. Тие квалификации се одиграа во Ѓорче Петров. Ги победивме и двете екипи, Куманово остана во лига, а двата второлигаши останаа пак да бидат второлигаши. Тоа кој период беше? Тоа е 90-91 година. И после тоа? После тоа, значи 90 и после Куманово во Металург, значи се формираше тогаш она прва македонска лига, требаше значи да се пополни со враќањето на Вардар, Пелистер како прволигаши, нели Пелистер фактички беше кадровско решение. Да, во првата лига која не се доигра поради познатите настани во државата. Имаше Балкан, Пелистер, Победа, Тетекс и имаше тогаш и онаа трета лига, Силекс, Брегалница Штип, Беласица, Љуботен. Значи сите тие беа во таа прва лига по автоматизам и се бараше 5 допуна. Значи јас успеав да бидам со Металург на 5-та позиција и Металург фактички влезе во таа тогаш единствена македонска лига која броеше 18 клубови. По Металург заминувам на полусезона, значи во Саса Каменица, ја превзеам на последно место, пред мене беше значи професорот Вангел Симев, тогаш ми дадоа шанса и можност на сугестија на Дончевски. Дончевски тогаш работеше во Рудар Пробишти, се врати од Австралија. Јас ја земав, значи, Саса од Каменица и после 9 одиграни надпревари ние бевме втори, веднаш за Вардар. Меѓутоа многу брзо почна да работи кујната и јас не можам такви работи, никогаш не сум ги прифаќал. Го напуштив клубот. Во истиот тој период, 93 година, јас
дипломирав, значи во Белград, завршив виша тренерска и тоа на инсистирање на Дончевски да се запишам, затоа што ќе бидеш неписмен тренер, не ќе знаеш што работиш, ќе се судриш со многу моменти што нема да ти се јасни. Апсолутно. Значи ќе треба секогаш да бидеш зависен од други да прашуваш. Вака самиот. И јас го послушав. Значи тогаш со мене заедно на виша тренерска беа Ѓоре Јовановски и Жарко Оджаков. Значи од Македонија. И сите завршивте и... Да, токму така и сите и беа селектори, беа и посебно они двајца беа и врвни фудбалери, се докажа и во Вардар. Да, Жарко играше и за Австралија, за репрезентацијата и Ѓоре на Австралија. нормално во Турција после заминувањето од Вардар играше со голем успех. Значи тоа се моите текови тренерски. После тоа значи во Беласица, каде што исто така цел тим заминува ради неисплатени долгови во Турново, а тогаш Турново се формираше, Орце председателот тогаш вложуваше многу и фактички целиот прв тим, да не ги бројам, сите тие играчи беа врвни играчи, се заминаа и остана да работам со 3-4 поискусни играчи и сето друго беше префрлено од младинскиот погон на Беласица во првиот тим и уште можда некој играч. А тогаш во прва лига беше Беласица. Да, прва лига, значи тоа беше веќе втора или трета сезона на нашата прва лига. А Хоризонт тим со амбиции во создавање ги собра сите играчи. Апсолутно. Значи тамо каде што се појавува спонзор со пари, сигурно дека играчите ги влечи нормално и исплатата правовремена и немаше никаков проблем, тие играчи си заминаа. Тоа се аматери, летен период и Беласица остана без играчи, меѓутоа се случи да направиме брзо некои консолидации, донесовме неколку играчи, еден од нив беше и Сашо Караджов, исто така значи и Антанасиевич голман од Партизан, Благој Статов значи се јави и дојде, ни пратија голман од тамо и така направивме еден тим и тогаш јас им давав шанса на многу млади, меѓу кои беше Ѓузелов, кој покасно стана и играч на Вардар, и репрезентативец, играше и во Хајдук и надвор во Белгија, значи како што не сум промашил со Гигец, исто така значи и со Ѓузелов и многу така такви млади. Во Беласица колку време остана? Во Беласица останав 1 година. После тоа остана и во лига со Беласица. Да, остана во лига и тогаш ми понудија да бидам тандем на тренери заедно со Истатов, прифатив, исто и Истатов. Истатов тогаш кажа, вика, Джиджи, ти работи со клубот, јас ќе бидам како директор, менаџер. Остави тоа, јас вика да работам, ти со екипата. Имавме одлична соработка, така да следната година веќе си заминав, бев во Љуботен и исто се случи, значи и во Љуботен во летниот период ради неисплатени обврски си заминаа многу играчи. 2 играчи во Вардар, Жаре Серафимовски, Тони Јакимовски, заминаа во Пелистер, Пикси Веселиновски и уште неколку играчи. Во некои други знам дека заминаа и во Силекс Кратово, значи во неколку клубови, како и во Балкан ги зема брајката Томовски, Љуботен одеднаш остана без играчи. Зошто се случи тоа со Љуботен? Љуботен беше миленик на тетовчани, фудбалски. После тетовство. Љуботен и денеска е миленик, ама игра можда во трета или општинска лига. Не знам ни дали постои клубот, значи стварно. И тоа е штета и жалосно е. Тоа е најстариот клуб, можда и првиот регистриран клуб во Македонија. Апсолутно така. Мислам дека беше 11 или 19 година. Тачно, не ме взимајте за збор. И исто така направивме, значи, на брза рака неколку играчи, значи брајката Караджови, Злате Тодоровски, Драган, Гаге Стефановски и уште некои играчи и се направи еден добар тим и имавме солидни резултати, бевме 5-6 место, тогаш силен Вардар, силен Пелистер, Силекс, значи Слога Југомагнат многу силна. Меѓутоа тогаш Силекс, Вардар, Слога Југомагнат, тие атакува и ги освојува титулите, тоа 3-3-3. Па еве, 94 3 Вардар, 3 Силекс, 3 Слога. Тоа се случува во тие години, ти кога беше? 94-та, 16 ноември репрезентацијата игра во Белгија со Белгија. Јас како помошник нормално не сум присутен 10 дена, мојот помошник Петров, значи во Љуботен, меѓутоа неисплатените обврски.
и немање топла кабина и топла вода за играчите, не тренираат 12 дена. Јас се враќам од надпреварот со Белгија, ми кажуваат каква е состојбата, ни доаѓа слога Југомагнат. Значи, тим со аспирации да биде првак таа година. Ние ги фактички, јас ги замолив играчите да искочат да играат затоа што на трибините имаше повеќе од 12, може и 15.000 гледачи. Меѓутоа не сакаат да играат ради присуството на членовите на управата. Од кога излегоа, рекоа дека еве ќе играме ради тебе. Не треба ради мене, играјте ради оваа публика. Тие не дошле ради мене, ради вас дошле. И ја победивме. И тоа е показател што значи љуботен за тето. Токму така и пазите, ја победивме слога 4-0 со Нечко Мемеди и со страшен тим. Значи има стварно добар тим. И направивме добри резултати, меѓутоа исплатата кон играчите беше затај на некој начин, немаше пари. Кај одеше се... Мене ми излажа неколку пати, јас ги излажав играчите, јас не можам да ги лажам играчите и затоа и го напуштив клубот на 5-6 кола пред крај. Меѓутоа они видоа дека се сигурни у лигата, дека не можат да испаднат и беа некоректни и до мене и до играчите.